Царскиот син со конјчето со криѓа. Чита Александар Станојков. Си бил еден човек и си имал една невеста непараверна. При се што бил многу мајстор во занаатот, непара имала лашвериш, та пресапил да појде во некој поголем град, кај што имало многу богати луѓе. Одејќи таму, се заватил со работа и многу алшверш имал и едно чудо пари печалел. Бидејќи многу пари печалел, не му се идело дома при невестата и поминале 5-6 години. Неверна бидејќи жената му, се заљубила во еден богат куменџија и се омажила за него. На 7-те години си дошол дома и не ја нашол жената си дома, ами ја нашол мажена при куменџијата. Отишол при куменџијата и му ја сакал жената си. Арно, ама тој не му ја давал, чунти му била венчана. Дале зеле зборови, најпосле се однесува на суд да си ја сака жената. И судил царови, никако не можел да ја пресуди и да ја отсуди. Најпосле и прашал царо кој што занаат имал. Едниот бил куменџија, а другиот до грмаџија. Ај секој од вас да направите по еден маривет и кој почуден маривет ќе направи, не му жената ќе му ја дам. Се отидоа двата по дома и седнаа секој на дуќан да направит по еден маривет. Куменџијата направил една позлаќена квачка со 12 пилци што да колваат просо. А пак до грмаџијата направил едно конјче со крилја да лета по облаци до кај да сакаш до таму да лета и до кај сакаш да го запреш. Од кој направија едниот квачката, а другиот конјчето, и представија пред царо, и куменџијата му ја кладе квачката пред царот, а ја курдиса да клока и да ја вика пилците. Едно сторила клок, клок, клок и сите пилци се излегле под крилјата од квачката и едно му прорнал просо пред квачката куменџијата, пак фатила да клока и да ги ваби пилците да јадат просо. И на часот пилците излегле од под крилјата и ватиле да колваат просо. Кога видел царот тоа чудо, се зачудил. После го видел конјчето од грмаџијата. Никаква чест не беше му дал, чунти не видел никаков маривет во него и да виете ја пресудил од кај куменџијата. Ајќи тоа нешто до грмаџијата, го помолил царо да го јавни син му од царо и да му види маривето што го има конјчето. Кандисал царо и го натерал сина си да го јавни конјчето. Од која му кажал до грмаџијата како да се држи и као да го управува, за кој сака да му го лета, направо накриво, наугоре, наудолу, едно го јавнал и летнало конјчето по облаци и од која се изнаодил, се врати при царо и која му кажал син му од царо, на големо чудо беше станал царо, а најпоеќе син му. На тоа згора, царо пресуди да му се дај жената на догрмаџијата, ама со збор да му го продаде и конјчето нему, чунти син му од царо многу го бендесал. Му го продал, ем пари зел едно чудо, ем жената си ја зел и од куменџијата и си ја однесол дома. Од која го освоја син му од царо конјчето, не можеше да се изнајаа по облаци и по далечни земји, да летајќи по облаци, дошол на еден царски град и видел на царја ќерка на едно пенџере и се приближил до неја. Едно го видела царја ќерка и го бендисала, та му сторила со ишарет да дојди при неја. Слегол царев син пред пенџере и е влегол во одаја, та од која се конуштисале, го задржала ноќта при неја и утрото го испуштила да си оди, за да не есити таткое, оти си има љубовник, чунки царо ја имал као вапсаана клаена во највисоката одаја што била на цараја. Арно, ама секоја вечер идел царев син, летајќи со конјчето на вечера. Од која вати да ја еди царев син на царја ќерка, нарачала за двајца да ја носат манџа. Арно, ама му подкажала некоја алајка на царот, има некој човек при царја ќерка.
Заповедал царо да намачкаат скалата и вратата со катран, за да видат трага од тој што е идел навечер. Арно, ама царев син не идел од кај скалата, ами е идел од пенџере. Од која ја узна царо, оти без друго имала некој човек у неа, пратил една вечер Астер да се сарди со Сарајо, кај што седела таа. И која видела царја ќерка оти ќе ја бастисаат, си собрала најскапите работи и му се качила на газо од конјчето од царев син и си летна ледвата да си одат дома у него. Летајќи по облаци, ја достудило на царја ќерка и го натерала да ја симни негде за да ја огреи. Ја симнал на некое место и отишол во една планина кај што видел да чади во некое батило. Зел една гламна запален, да ја клал зад себе и летајќи се засили гламјата, та му се запали кончето и изгорел некој алат што не можел да го симни кај да сака и одлетал многу надалеку, та не би късмет да се најди со царја ќерка. Од која чека многу време царја ќерка кај што беше останала и од која видео ти не е дојде царев син со огон да ја згреи, се уверила оти треба да ја загинат нешто. Во истото време дошол некој ќеседжија при неа и сакал да ја зема за жена. Можи да ме земиш за жена, момче? Му рекла. Арно, ама дај ми ја твојата руба да ја облечам и на конјот твој да се качам и ти да се промениш со нека овчарска руба. Чунки јас сум царја ќерка избегана и чунки татко ми има испратени луѓе да ме бараат, таран, може да ме видат негде и да ме ватат, а тебе да те губат. Слушајќи ќеседжијата тие збори од царја ќерка, се кандисал и ја слекол својата руба, та ја дал. И го дал и конјо и отрчал при некој овчар да му земи рубата. Дури да појди при неа, таа си го јавнала конјо и го боднала та избегала. Будињајќи, дошла до некој царски град и едно беше влегла во портата од калето, ја причекал едно чудо големци и Астер, да ја почестиле да ја однесат на царскиот сарај, да ја клаат за царица, чунки таков адет имало во тоа царство. Кога да умрел царо, кој човек јабанџија ќе влезел во градо, него ќе го клаеле за цар. И да благословиш, еве ти ја царската ќерка стана цар во тоа царство, а ако си беше чупа со машки алишта. По време направиле една чешма пред Сарајо со две шепурки и на чешмата си го клала кадрото незино за кој да помини да ја види и клала еден джандар да варди. Кој како ќе речи за неа и кој ќе проговори нешто за неа. Да се однеси при неа и да му кажи незе како рече. Поминало време. Секој што ќе се напиел од чешмата вода, ќе го видел кадрото и ништо не ќе речел. Го донесол пато ќеседжијата да помини пред чешмата и се вратил да се напие вода и го видел кадрото и од која познал ти е таа, ја завртел главата и проговорил сам со себе. Јас по цела земја кај те барам, а ти па кај си се кадросала. Слушајќи тие зборови джандарино, го зел и го однесол пред цару и му кажал джандаро што ја рекол човеко. Зошто си ја барал таа девојка, бре човече, по целата земја? Таа девојка голем пакос ми сторила, честити царе, му рекол, пред некоја година. Еле, што голем пакос ти сторила, ја кажи да чујам, му рекол царот. Еве што ми стори. Ја најдов во една пустелија сама и сакав да ја земам и таа кандиса. Ама, да ја сум го дал конју и алиштата мој, да се променела и после да идела по мене. Се излагав и си ја слеков рубата и конјо и дури да појдам при некој овчар, кога се вратив, не ја најдов и еве кај ја барам по цела земја и нигде не ја најдов. Тој доаѓајќи до чешмата, ја видов на чешмата на кадро. Ете, затоа реков така, честити царе. Од кога го ислуша царот човеко,
оти прао кажа, заповеда да му дадат еден најарен конј и една најарна руба и да го испратат. По една година време се погодило да помини и синот од цар, што го имал кончето пред таа чешма, и од кога се напил вода, се загледал во кадрото и ја познал. Ах, мила моја, зар си умрела што те изваиле на кадро? Целата земја ја изодив, едно рало железни опинци искинав, сите села и градови прошетав, нигде не те најдов. Од кого да се научам, кај си умрена и кај си закопана за да ти дојдам на гроба, си рекол. Слушајќи тие збори, Џандаро го зема и го носи при неа. Едно го видела и го познала. Што си проговорил, бре момче, му рекла, за кадрото што е на чешмата? Таа чупа беше царска ќерка, честити царе, му рекол. И пред некоја година бевме се свршиле двата, та идејќи за кај мене, ја оставив на едно место и таму се изгубивме. И ете, биди късмет од кадрото да ја го видам. Треба да ја умре на честити царе. Не знам кај да одам да прашам, да ми кажи кај е умрела и каде е закопена. Ете, затоа нешто сум проговорил, честити царе. Од кога го ислуша цареја ќерка, станала и влегла во една друга одаја и се променила со женските алишта и му излегла пред царев син и му рекла: ја види ме, бре момче, дали ќе ме познаиш која сум? Која ја погледал, се вчудовител и со радосен глас се рекол: ти си моја мила, ти си, чуден е Господ, сполај му што пак не стави да се видиме и после, а иако умриме. Се грабнале двата и се прегрнале, да се збакнале и на часу заповедала да го облечат со царските алишта, да го клала да седи за цар и таа за царица, да си царувале едно чудо.